Може? Може да. Значи денес сме тука во Стопанската комора на средба со представниците на групацијата за домување, се со цел да ги слушнеме нивните мислења и предлози кои што ги имаат поврзани со измените во делот на законот за домување. Иако оваа материја е законски регулирана, очигледно е дека нејзината имплементација на терен оди потешко и очигледно е дека е потребно да се прават измени во делот на законот за домување. Така да, слушајќи нивните мислења и идеи кои што ги имаат, преку формирање на работна група од повеќе министерства, значи Министерството за транспорт и врски, за економија, за правда и се разбира представници на овие здруженија, е да направиме измени во законските решенија со кои што ќе се овозможи да не бидат понатаму оштетувани граѓаните и на тој начин да извршиме заштита на граѓаните од злоупотребите кои што ги прават поедини фирми. Регулаторната комисија, како што сум информиран, има очигледно санкционирано неколку фирми со одземање на нивните лиценци, така да преку измените на законот за домување ќе овозможиме целосна заштита на граѓаните од она што се разбира можат да го прават или го прават, односно го злоупотребуваат поедини фирми со кои што се разбира управуваат со колективните згради. Затоа Министерството на транспорт и врски е отворено целосно заедно со владата на Република Македонија за доставување на сите идеи, предлози, иницијативи кои што ги имаат овие групации, за да направиме подобрување на законското решение и целосна имплементација на законот за домување, се разбира негова примена, за да и регулаторната комисија и инспекцијските служби одговорат на она што ќе значи спречување на злоупотребата која што го прават фирмите врз граѓаните на Република Македонија кои што живеат во колективните згради. Благодарам. Може? Може да поведете. На денешниот состанок на групацијата за домување при Стопанска комора го поканавме министерот за транспорт и врски господинот Горан Сугаровски да присуствува и да ги слушне сите наши забелешки во односот на домувањето. Во минатите години ние имавме неколку средби, правевме неколку состаноци со релевантното министерство со транспорт и врски, но ние еднаш не дојдовме до некои заклучици. Ние во досегашното работење имавме многу работи кои што сакаме да ги измениме во законот, и тоа во однос на лифтовите, во однос на домувањето, на нелојалната конкуренција и сите тие наши забелешки кои ги кажавме тука, министерот ги слушна, ги разговаравме и се договоривме да направиме една работна група, која таа работна група со покровителство на Министерството за транспорт и врски, економија и сите други релевантни чинители регулаторна комисија за на домување, да ги работиме, да ги направиме сите измени во законот. Со тоа, знаеме дека ќе допринесеме за граѓаните да нашата дејност ја сватат многу посериозно, да знаат дека во домувањето ќе направат само подобри услови и ќе имат квалитетни домови, ќе имат квалитетни згради, нивната вредност ќе биде многу покачена и ќе биде секогаш во исправност, да не бидат доведени во ситуација да плаќат за некој друг од станарите или да имат неравноправен однос во целото тоа уредување или домување. Со какви злоупотреби се случуваат граѓаните од фирмите што управуваат со зградите? Денеска значи дискутиравме за сите проблеми кои што ги имаат, дали се однесува во делот на лифтовите, се однесува во делот на испораката на фактури, се однесува во делот на соработката со одредени јавни предпријатија како што е, да речеме, Ева на водовод, барем тоа представниците на групацијата ни го наброија и сметаме дека во таа работна група која што ќе треба да функционира во делот на измена на законот, треба да се внесат сите овие работи кои што групацијата ми ги предложи денес, се со цел да направиме, да изнајдеме начин како да се спречат сите овие можни злоупотреби, дали во делот на доставување на фактури, дали во делот на платата, дали во делот на поправката на лифтовите кои што ги вршат поедини фирми и на тој начин се разбира да се регулира конкретно оваа област која што пак ќе кажем законски е регулирана, но со сите пропусти и слабости кои што ги се има покажано изминатите години, тоа треба да го поправиме и на тој начин овозможиме да се избегнат сите злоупотреби кои што се вршат врз граѓаните од страна на поедини фирми. Колку од овие фирми се казнете на некој начин, бидејќи што ја пружаат услугата, секогаш на некој начин
станарите не се задоволни од нивните услуги, а при тоа се платени сите сметки, комунали и така натаму. Дали има казни пред себе? Да, значи ја спомнав и во предходно во мојата изјава дека станува збор за одземање на неколку лиценци, барем така сум информиран од регулаторната комисија за домување со цел да се разбира на тој начин се спречи понатамошна злоупотреба на тие фирми кои што имаат добиено лиценци за да ги злоупотребуваат нивните, се разбира, законски надлежности врз граѓаните и тоа да биде на товар на граѓаните. И затоа тоа ќе продолжи и сметам дека со измената на законот за домување уште повеќе ќе се зголеми контролата врз тие фирми, се со цел да граѓаните понатаму не бидат, се разбира, злоупотребувани. Какви промени вие предлагате за лифтовите? Во законот е многу добро дефинирано дека не може да се користи резервниот фонд на граѓаните без одобрување на самите станари или представникот на станарите. Тоа значи мора да има две понуди кои едната мора да биде подпишена. Доста знаеме дека има нерегуларности во тој дел кога не се подпишуваат тие понуди или без никаков подпис се прават такви одобрувања и се користат парите на фондовите на граѓаните без знаење. Во тоа се смета како нерегуларно и затоа советувам дека сите фондови на зградите мора да се користи единствено со подпис и со знаење на представници. Не може на само иницијатива на самиот управител. Бројка нешто имате отприлика колку се одземени лиценци? Околу 10 лиценци се одземени отприлика колку што следиме. За злоупотреби со Тоа ќе мора да прашате во регулаторна комисија за домување. Сигурно ги имат. Во однос на лифтовите, знаеме дека лифтовите во ниеден случај согласно новите законски правилници или норми кои треба да ги исполнуваат самите лифтови не исполнуваат. Самите поправки за тие се многу големи и знаеме дека самите граѓани немат нити доволно собрано средства во резервните фондови, нити па можат да одговорат на таа сума. Тие се движат 3, 4, 5, 10 илјади евра. Така да мислам дека дадовме некои сугестии кон Министерството за транспорт и врски, доколку во работните групи ги најдеме решенијата, сигурно и вас ќе ви известиме како би можело да следните. А вие што предлагате? Ние предлагаме да учествува и државата со тоа што ќе земе учество во субвенција. Тоа значи дека лифтовите, знаеме дека 25 години не повина на влада во ова или било кој не се собрани средства во резервни. Знаеме дека тоа е многу голема и знаеме дека тоа ќе учествува ќе дадеме предност на некоја си бранши на некои компании, ама знаеме дека мора да учествуваат во набавка или санација на самите лифтови. Зошто тоа? Значи 25 години никој не водел рачун да се собере пари во зградите и во колективните домови за поправки на самите лифтови. И затоа мислам дека треба да се најде некој добро позитивно решение, а мислам дека може. Благодарам вас.